Дискриминацијата е една од најредовните нус појави во општествениот живот. Иако нејзиното искоренување во пракса се граничи на работна научна фантастика, сепак одлични се примерите за нејзина елиминација, особено во делот на расната дискриминација во општините со мешана етничка структура на населението. Мислам дека немаме расна дискриминација од причина што процентот на вработени во комуналните предпријатија, јавните институции и општината е поголем од процентот на граѓани што ги има од ромска популација и турска популација, а од друга страна соживотот што го гаеме веќе по многу години е на добро ниво и мислам дека сите се прифатени и живеат заедно со нас, израснали и како ученици уште од основно училиште па и понатака. Сепак историјата памети примери на останати видови дискриминација кои со текот на годините полека се елиминираат. Пред неколку години имавме преку наши истражувања, анкетирања дека не сака да одат во полиција зашто полицајецот вика ти си крива, не сака да идат во центрите за социјални работи зашто на те палите мажот. Мислам така наидува на исмејување. Тоа мислам дека со време и со постојани вакви едукации, донесување на закони и односот на персоналот, на вработените во овие институции се променува, така да се поголем број се пријавуваат. Многу често имаме состојба, особено оние интервјуа првично, при самото интервјуирање за работа, дали сте во врска, дали сте мажена, ќе раѓате едно дете, колку деца, со кое право. Никој нема такво право, бидејќи законот обезбедува замена. Имате породилно наследство, распишувате конкурс, примате друго лице во тој период. Отворените денови со Комисијата за заштита и спречување на дискриминацијата се одлична можност граѓаните од регионот навреме да ја препознаат и истата да ја пријават. А дојдовме до идеја и сите опсе не поддржува во тој дел да имаме така наречени отворени денови во општините. Значи веќе ова е 4-та општина Пекчево. Не секоја неправда значи дискриминација. Мораме да имаме 3 елементи испочитување, да имаме основ кој што ги има 19 во законот, мора да имаме нееднаков третман и да имаме споредливост. Значи јас за одредена слична ситуација сум добил право, некој граѓанин не го добил тоа право. Значи нееднаквиот третман да го апострофираме, да им кажеме на граѓаните дека постоиме, имаме закон, има механизам за заштита кој што постапува, да ги охрабриме, не се наплаќаат услугите, било како може да достават до нас. Инаку досегашното искуство вели дека од 350 преставки поднесени до Комисијата за заштита од дискриминација, во 30 случаи констатирано дискриминација, а од нив 28 се добиени, додека за 2 се уште се води судска постапка.